Дали на власта ја одговара продолжување на вонредната состојба за вршење на легален подкуп за време на предизборието? Зошто власта бара да се продолжи вонредната состојба уште 30 дена? Властите се правдаат оти тоа било потребно за помош на економијата, но дел од експертите се децидни. Владата бара вонредна состојба за да го легализира подкупот за време на предизборниот процес. На власти е неопходно потребно да може на легален начин да врши исплати на буџетски средства, посебно оние кои што не се тековни, оние кои што се предвидени, сега гледаме во третиот сет на мерки на владата, така што ова е класично легализирање на подкупот, на изборниот подкуп, кој согласно кривичниот законник на Република Македонија е казнив во време на избори со најмалку 5 години казна затвор. Значи, неопходно потребно има вонредната состојба да трае, се додека не се извршат нелегалните исплати, односно легални, согласно уредбата за прашање од изборниот процес. Во меѓувреме во политичките кругови веќе се калкулира за нов предлог на СДСМ, ако изборите не бидат брзи и сега, да се бидат во редовниот термин, ама да се врати нивната влада во целост, само со Спасовски начело, што би значило крај на мандатот на техничките министри и враќање на апсолутното владение на СДСМ. Според Каракамишева, сето ова е голема лага и манипулација, за да се заплаши опозицијата дека ќе се вратила старата политичка влада. Во услови на немање на собрание, односно собранието е распуштено, Уставниот суд два пати се изјасни дека нема да одлучува по одлуката за само распуштање на собранието. Практично е невозможно да се избере нова политичка влада или да се врати старата влада политичка во оптек. ВМРО ДПМН за ваквите информации за избори во декември ги толкуваат како уцена во пресред на лидерската средба. Сметаат дека е нелогично во исто време да се одбива септември како предлог за избори, поради стравување од втор бран, а да се зборува за избори во декември. Дуи вели подготвени се за избори кога и да биле, ама прво амин да дале надлежните за следење на корона кризата, од здравјето на граѓаните било најважно.